Граѓаните имаат каде да се жалат на судските одлуки, доколку се чувствуваат оштетени од некој судија или имаат докази дека тој работел незаконски, можат да поведат постапка до Советот за утврдување на факти и одговорност на судии. Истиот е формиран пред година и пол по препорака на Венецијанската комисија, но досега според Сдруженијето Зелена лупа се држело во тајност. Сите граѓани кои сметаат дека се оштетени можат да поднесат иницијатива на два начина. Иницијативата може да ја поведат и сами. Во овој вестник постои упатство кои документи се потребни и на кој начин се поднесува иницијатива, а вториот начин е може да поднесат документи до нашето здружение, па нашиот експертски совет составен од еден адвокат, еден поранешен судија и еден поранешен обвинител да помогне и да го изготви барањето на најстручен начин. Преку оваа акција помагаме на граѓаните како полесно да дојдат до правдата. Направени се многу неправди и ние не можеме да ги решиме сите неправди, но можеме да покажеме патот по кој што можат да стигнат до одредена правда. Помошта од Сдруженијето за сите граѓани е бесплатна. Досега до Советот се поднесени само 15 иницијативи за утврдување на факти и одговорност, но ниту една не е од источниот регион. Ова според Сдруженијето е резултат на неинформираноста на граѓаните дека вакво тело воопшто постои. Огромен број на адвокати не знаат за постоењето на телото. Телото било формирано пред година и пол, но било држено во тајност на некој начин. Советот за утврдување на факти нема ниту веб страна, има едно или две соопштенија воопшто во јавноста, 90% од јавноста не знае дека постои такво тело. Со цел правдата да стигне до секој граѓанин денес на градскиот пазар во Штип, представници на Сдруженијата Зелена лупа и Јустиција делеа брошури во кои е објаснета постапката како и до кого треба да го изразат своето евентуално незадоволство или оштетување од одредена судска постапка.